Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски како главна цел, поранешната контроверзна обвинителка Вилма Русковска, како и новинарите Љупчо Златев и Кристијан Ландов се дел од луѓето кои што биле незаконски следени и преслушувани за време на владењето на СДСМ и ДУИ, објави Плюс Инфо. Според порталот, ова се само дел од имињата на луѓето кои АНБ под раководната палка на екс-директорите Виктор Димовски и Зарко Милошевски незаконски ги следеле и преслушувале. Неофицијално списокот е многу поголем. Иако аферата е обелоденета уште пред 3 дена, засега нема никаква реакција од обвинителството. Инаку сегашното раководство на Агенцијата за национална безбедност по внатрешната контрола уште пред 1 месец испратила до обвинителите 3 известувања дека претходниците во агенцијата, наместо да ловат терористи и да спречуваат останати закани по безбедноста, отварале предмети и ги следеле лидер на опозицијска партија, еден јавен обвинител, бивш министер, новинари и медиуми. Според некои извештаи, мала група во АНБ ја киднапирала институцијата и користела ресурсите за лични и политички цели, вклучително и за влијание врз притвори, како и издавање на безбедности сертификати. Во тој период републички јавен обвинител беше Љубомир Јовески, но надлежен за проверка на посебните мерки бил сегашниот шеф на обвинителството Љупчо Коцевски. Премиерот Мицкоски уште лани во декември предупреди дека за време на техничката влада во 2020 година тој, но и неговата сопруга и двата сина биле следени во чекор, а како причина било наведено дека бил инспиратор и финансиер на параполицијска воена формација составена од радикални националисти. Една од безбедносните агенции, од оправдани причини, нема да кажам која, располага со овакви информации во која што јас инспирирам, финансирам и организирам вакви терористички структури вооружени, а при тоа не го информира Министерството за внатрешни работи. И се поставува прашањето зошто не го информирала. Одговорот е јасен, затоа што тоа беше техничкиот период и тогаш технички министер беше господин Наке Чулев. Зборувам во 2020 година. Ова било само начин, преку монтажа, да се обезбеди физичко покривање на лидерот на најголемата политичка партија во тој момент ВМРО ДПМН. АНБ преку известувањата бара обвинителството да приспита работата на еден поранешен директор и група вработени во агенцијата поради индиции за незаконско, непрофесионално и неетичко постапување во периодот од 2019 до 2024 година. Ако се потврдат најновите индиции на АНБ, ова ќе биде втора голема линија на незаконско следење после таа од 2015 година. Тогаш СДСМ како опозицијска партија ги искористи прислушуваните разговори за да го сруши ВМРО ДПМН и дојде на власт.